Гужвите во сообраќајот во Гостивар, кои се создаваат особено во централното градско подречје, може да се ублажат со обезбедување на нови паркинг места. Постоечките капацитети на јавни паркиралишта не ги задоволуваат потребите на граѓаните кои секојдневно користат возила низ градот. Ситуацијата особено се влошува во периоди кога иселениците престојуваат во родниот крај. Но и во вообичаени услови во Гостивар владее голема сообраќајна фреквенција, ако се има предвид дека просечно едно гостиварско семејство поседува 2 автомобила. Капацитетот на градскиот паркинг е 840, моментално диспонираме. Има потреба уште за многу. Сме с координација со општината и со полициска станица Гостивар да ги прошириме зонското паркирање, така да во Пеличица имаме предвидено и во улица Иволова Риба. Во однос на тоа колку се почитуваат правилата на зонското паркирање и дали возачите стекнаа навика да плаќаат, надлежните оценуваат дека состојбата е доста подобрена. Сега за сега ние сме задоволни со паркингот и имаме и СМС пораки, имаме и карти од 25 денари. Имаме исто така и карти едненеделни и двенеделни. И тие се користат сега во последно време кога беа пешалбарите, тие се користат најмногу. Гостиварската локална самоуправа има намера да гради катна гаража по моделот јавно-приватно партнерство. Како локација се споменува просторот близу спортската сала, а со катната гаража би се обезбедиле дополнителни 400 до 500 паркинг места. Последната алатка за борба против корупцијата, Законот за заштита на укажувачи, не профункционира, велат невладините издруженијата. Иако на јавните предпријатија, институции, но и приватни фирми, законот им налага да обезбедат лица каде ќе може да се пријави корупцијата, тоа не се спроведе во пракса. 1314 јавни институции во Македонија, само 70 и нешто имат одредено лице за прием на пријави, а немат воспоставено и процедурата. Тука спаѓаат и многу големи и сложени системи и министерства, да речем Министерство за внатрешни работи вработува на над 12.000 лица. Има неколку сектори во низ државата, има стотици полициски станици и така натаму. А според перцепција на граѓаните, полиција е една од институциите каде што е присутна корупција. Меѓутоа, на ниво на целото министерство е одредено само едно лице за прием на пријави, кое меѓу другото треба да ги обава и другите работи, као што се професионални стандарди, криминалистика и така натаму. Плюс не е обезбедена максимална заштита. Што се подразбира под максимална заштита? Да пријавувач кој ќе поднесе пријава биде заштитен, да никој не го знае неговиот идентитет. Тоа значи дека институција треба да има кај тоа лице кое што е надлежно посебен компјутер со посебен пасворд, да никој не може да влезе и така натаму. Законот за заштита на укажувачи предвидува и казни доколку институциите и јавните предпријатија не назначат лице каде ќе може да се пријави корупција. Законот предвидува казнени одредби, покрај казнените одредби. Законот предвидува да институциите се должни на секои 6 месеци да поднесуваат извештај до Државна комисија за спречување на корупција што направиле во тие 6 месеци, дали имало пријави, немало пријави, како го спроведуваат законот и така натаму. За жал до сега ни една институција не е поднела таков извештај, а Државна комисија за спречување корупција до собрание е должна да поднесе извештај, она до сега поднела само еден извештај. Предвидени се казнените одредби за непочитување на законот и тие се доста сериозни. Се работи за новчани казни за одгодни лица до 6.000 евра, меѓутоа до сега не е изречена ни една казна. Тоа све укажува дека се уште не постои доволна политичка волја да се реализира овој закон. Истакна Александар Писарев од Сдруженијето Форум. Законот за заштита на укажувачи беше донесен во 2015 година по гласањето на Пржинскиот договор, но не ги даде посакуваните резултати.
Или сама или во коалиција со некои помали политички партии на албанците ќе оди ДПА на предвремените парламентарни избори. За кои партии станува збор, лидерот Мендух Тачи не даде одговор, а за евентуално коалиција или соработка со македонскиот политички блок не сакаше да коментира. Не сакам пред време да зборам. Има можности на помали партии на албанците и други асоциации. ДПА пред незиното седиште на Тетовскиот плоштад ја промовираше програмата и платформата, насловена преку врата доаѓа лето. Ги представи кадрите кои доколку дојдат на власт, како што рече Тачи, би ги управували институциите. Тој се пофали дека станува збор за професионални кадри, но одлучиле да не ги прикажат сите пред јавноста, за да немаат репресии од функционерите на ДУИ. Не се само овие луѓе кои ќе раководат со институциите, но имам перфектни професионалци кои не сакаме да ги експонираме, за да не бидат објект на репресија на ДУИ. Тачи на последното централно собрание на партијата минатиот месец побара гласачите да гласаат за ДПА или за СДСМ, како партија од македонскиот политички блок, која според него исполнила одредени принципи, за разлика од ВМРО ДПМ на незиниот лидер Мицковски, кој, како што рече Тачи, работел против неговата партија. Сдруженијето за култура и уметност или Антески смок од Тетово распиша конкурс за најдобра необјавена песна и конкурс за најдобра ликовна творба на тема мајски латици за деца, млади и возрастни. Песните треба да бидат напишани на македонски јазик, додека техниката на изработка на личните творби е по слободен избор. Учесниците на конкурсите своите дела треба да ги испратат на адресата на Сдруженијето или Антески смок во Тетово со назнака за кој конкурс се наменети и за која категорија. Најдобрите песни, односно ликовни творби, во категориите деца, млади и возрастни, ќе бидат наградени. Конкурсот е отворен до 31 март 2020, а резултатите ќе бидат објавени на 15 април. Општина Гостивар преку соопштение ги демантираше посочувањата во реакцијата на кошаркарскиот клуб Гостивар за предлог распределбата на буџетските средства за спорт. Во него се вели: Општина Гостивар ја отфрлува како неоснована реакцијата на кошаркарскиот клуб Гостивар дека наводно има намера да одвои 4 милиони денари за еден спортски клуб од вкупно 9,2 милиони денари наменети за таа цел. Согласно најновите објави на комисиите за 21 седница на Советот на Општина Гостивар, во чиј предлог од предвидени 9,2 милиони денари, 4 милиони се предвидени за еден субјект, а остатокот за сите останати спортски субјекти во Гостивар, се вели меѓу другото во нивната реакција. Во полза на вистината мора да појасниме дека вчера се пратени до советниците материјалите за наредната седница на Советот, закажана за 30 јануари 2020 година, меѓу кои и дневниот ред на состаноците на комисиите. Комисијата за финансии и ЛЕР има предлог одлука за доделување на финансиски средства на ФК Гостивар без да се наведе износот. Доколку од КК Гостивар имаат сознанија дека од фудбалскиот клуб Гостивар поднеле барање за доделување на 4 милиони денари, па затоа реагираат, тоа се коси со она што го велат. Со целосна почит кон сите спортски клубови од Гостивар, реакцијата не е насочена кон нив, туку кон функционерите кои имаат обврска должноста да ја спроведуваат согласно законот и актите на локалната самоуправа. Во соопштението исто така се вели: Комисијата и општинските служби ќе го разгледаат барањето, а соодветна одлука ќе донесе Советот на општината, која понатаму ќе треба да ја спроведе градоначалникот. Фактички се ќе биде согласно законот и актите на локалната самоуправа. Но при тоа ќе се земе предвид вкупниот фонд наменет за таа цел, како и нивото на надпреварување, но и секако и фактот кои спортски клубови се приватни, а кои со одлука на Советот се под чадорот на општината, се вели во соопштението на Општина Гостивар. Силен земјотрес во Турција, расте бројот на жртвите.
во разурнувачкиот земјотрес која погоди источна Турција. Загинаа десеттици луѓе, а стотици се повредени. Спасувачките екипи и денеска ја продолжуваат потрагата по преживеани во урнатините. Земјотрес со интензитет од 6,8 степени по Рихтеровата скала го погоди источниот дел на Турција во 20 часот и 55 минути по локално време. А потоа следеа два помали потреси со магнитуди од 5,4 и 5,1. Турските телевизии објавија снимки како луѓето во паника излегуваат на улиците од оштетените згради. Голем број објекти се урнаа во потресот. Епицентарот на земјотресот бил на длабочина од 6,7 километри кај градот Сивирдже во источната провинција Елазик. Потресот меѓутоа бил почувствуван и во голем број соседни провинции. Во ова издание на темата на неделата, главен збор ќе има Британија и што следува по нејзиното веќе сигурно излегување од Европската Унија. Британија официјално ќе напушти Европската Унија на 31 јануари, пошто ќе премине во период на транзиција што е предвиден да заврши на 31 декември 2020 година. Во Британија деновиве главно прашање стана дали познатиот лондонски часовник Big Bang ќе го означи Брекзитот. People this morning might have seen their newspapers a story about the Brexit bongs at Big Ben. Bongs, Do you yes. think there should be bongs on? Well, the bongs, January the the bongs cost £500,000 Yes. because Наместо тоа ќе има лазерски проектиран часовник на зградата на седиштето на британската влада во Даунинг Стрит број 10, а Џонсон ќе добие првата пригодна монета на која ќе пишува мир, напредок и пријателство со сите земји. Во овој период Британија ефикасно ќе остане во Царинската унија на Европската унија и во единствениот пазар, но ќе биде надвор од политичките институции и нема да има британски членови во Европскиот парламент. Првиот приоритет ќе биде преговарање за трговски договор со Европската унија. Британија сака колку што е можно поголем извоз на своји стоки и услуги во Европската унија. Но како до тоа кога владата јасно стави до знаење дека Британија мора да ги напушти Царинската унија и единствениот пазар и да стави крај на целокупната надлежност на Европскиот суд на правдата. Периодот е краток, а додека Брисел се согласи околу формалниот мандат за преговори, може да мине многу време. Освен тоа, сите преостанати 27 земји членки и Европскиот парламент треба да го одобрат овој договор. Тоа значи дека официјалните разговори ќе може да започнат дури во март. Предлог законот за повлекување на британскиот премиер Борис Џонсон исклучува каква било форма на продолжување на периодот на транзиција. Ако не се договори и ратификува договор за трговија до крајот на 2020-та, тогаш Британија се соочува со тарифи за извоз во Европската унија. Господин Џонсон тврди дека Британија е целосно согласена со правилата на Европската унија и оти затоа преговорите треба да бидат директни. Но критичарите посочуваат дека Британија сака да има слобода за да се оддалечи од правилата на Европската унија, за да може да склучува сделки со други земји, а тоа ќе ги отежни преговорите. Не е само трговскиот договор што треба да се реши и да биде донесен. Британија мора да се согласи и како ќе соработува со Европската унија, например во безбедност. Лондон е решен да напушти шемата за европски налози за апсење и ќе мора да договори замен. Исто така мора да се усогласат и голем број други области каде што е потребна соработка. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вели дека договорот за повлекување на Брекзитот треба да нуди целосни гаранции на европските граѓани кои живеат во Британија и на британските граѓани кои живеат во Европската унија, дозволувајќи им да останат таму каде што живеат денес онолку колку што сакаат. We need to avoid any discrimination or added complexity during the application process. We need to ensure that На 23 јуни 2016 година во Британија се одржа референдум за да реши дали да замине или да остане во Европската унија.
Победи заминувањето со 52 пред останувањето со 48%. Одзивот беше многу висок, околу 72%. Значи гласа 30 милиони луѓе, од кои над 17 милиони се определија за Брекзит. Британија и се приклучи на Унијата во 1973 година. Тогаш таа беше позната како Европска економска заедница. Конзервативниот премиер Едвард Хит ја внесе Британија во Европскиот економски простор во јануари 1973 година. Овој потек уследи откако францускиот председател Де Гол два пати го блокираше членството на Британија во текот на 60-тите години од минатиот век. Де Гол се плашал дека британското членство ќе го ослабне францускиот глас во Европа и дека односите меѓу Соединетите држави и Британија ќе го зајакнат влијанието на Америка. Британија најде начин откако Де Гол поднесе оставка во 1969 година. Во 1975 се одржа референдум за тоа дали Британија треба да остане во Европската заедница под различни услови за влез. Британија ќе биде првата земја која се повлекува од Европската унија и покрај тоа што унијата овозможува слободна трговија, а луѓето да живеат и работат во која и да е земја што ќе изберат. Британија избра поинаков пат. Толку во ова издание на темата на неделата. Следете и натаму на Facebook, Twitter и YouTube. Довидување.